Site zemni osnovi, ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siroma, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Tatko moj, ti blagodaram za sve, za tvoja ta ljubav, za tvoja ta milost. Ti blagodaram što i deneska sam zdrav i ispraven, što mi davaš sila, što mi davaš zdiv, ljubav i se, što mi davaš život, zdiv i se. Ti blagodaram, Gospode Isuse Hriste, što mi go pokažuvaš patot na ljubav ta. Vodi me i deneska, tatko moj, da zboruvam vo tvoje ime. Ti zboruje niz mene, da gi kažem onije raboti koji treba da se kažat, da gi dopram site onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav, za tvoja slava. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, ti blagodaram, Isuse. Neka tvoja ta ljubav i tvojat mir preminat na site onije što gi slušat ovije slova, so polna radost na Hristovото smirnenije, polna ta возраст Isusova. Od tvoja ta ljubav te sakam, Gospode Isuse Hriste, što mi go otvaraš srceto da se pokajam, da razberam, što mi go otvaraš umot da gi razbiram pismata, da gi živeam pismata. Ti blagodaram što me nauči da gi izvršuvam pismata, da bitam praten. Jovan 9. glava, Isus iscelува sleporoden čovjek, slep od rađanje. Minuvajki Isus vide jedan čovjek slep od rađanje. Slep od rađanje, pazite kategorija. To se odnesuva na svekog od nas, бидејќи ние не го гледаме духовниот свет. Ние не знаеме што има во човекот освен духот. Знаете, ние не знаеме што се има во светот. Ние сме телесни, го гледаме само телесниот свет, духовниот не го гледаме. Значи слеп од раѓање. Слепи сме родени. Зато е пишан оној стих, ако некој турне слеп човек од патот, проклет да е. Се мисли на духовно слеп. Тој не разбира. Што да му објаснуваш? Подобро е да ја претрпиш штетата. Минувајќи виде еден човек слеп од раѓање и да чекаш отецот да ти каже што треба да му кажеш. Слеп од раѓање. Ние сме слепи родени. Учениците негови го праша и рекоа: Рави, Рави, кој сгрешил, тој или родителите негови да се родил слеп? И ние секогаш бараме кој, зошто, како. Видете, Исус одговори: ниту тој, ниту родителите негови сгрешиле, туку за да се јават делата Божии врз него. Односно, на едно место се вели славата Божија, дела Божии. Ние го имаме тој стих дека
Дури ни врапче од гранката не паѓа без негово знаење, дека влакната на главата ни се изброени. Дека не можеме ниту едно влакно да направиме бело или црно. Ние зборуваме за една драма во која сме влезени. Вистинска драма, драма на животот и смртта. Божествена драма во која ги има правилата. Царскиот закон на љубовта. Ако сте во љубовта, Исус ви дава сила и плаќа за вас. Ако сте во нељубов, плаќате сами. И цената не е добра, бидејќи гревот е внатре во вас. Како што може Исус да биде внатре во вас, од човечкото срце излегуваат голем број на работи, прелюбодејство, лажење, крадење, омраза и така натаму. Пишано е. Ниту тој, ниту родителите негови сгрешиле туку за да се јават делата Божји врз него. И во вас треба да се јават делата Божји. Ние сакаме да бидеме на некое друго место во друго време, ни доаѓаат состојби место да ги прифатиме Божјата волја со радост и тогаш ќе ни служат ангели, тогаш ќе ни помага силата на нашиот Отец, тогаш Духот Исусов ќе ни помага. Јас треба да ги вршам, Исус, делата на оној што ме прати. Тоа се однесува на секој од нас. И јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати. Кои се тие дела? Дела на љубовта. Да ги љубам сите како самиот себе си, до крај да ги љубам. Делата на оној што ме прати додека е ден, пазете, има ден, оти настапува ног кога не ќе може никој да работи. Тоа се однесува за секој од вас, за вашето поминато време и за крајното време. 2 времења и половина време има еден текст кога ќе биде тоа во Откровение. Значи, ви имате ваше време кога можете да го изберете Исус додека сте исправени, здрави, а потоа ќе биде темнина, тогаш ќе можете да го викате кога ќе паднете болни или ќе изгубите силата и потоа настанува темнина. Не можете тогаш да работите. Тогаш треба да отслужувате додека сум во светот. Исус вели, но се однесува на секој од нас и јас сум светлината на светот. Вие ќе ги осветлувате луѓето ако сте во Исус. Некои ќе бегаат, не ја мрази светлината, нели ја мразат светлината, зашто нивните дела беа лоши. Додека сум во светот, јас сум светлината на светот. И ти, и јас, и секој од нас, ако сте во Исуса. Штом го рече тоа, плукна на земја, пазете, слепиот човек е пред него. Земниот принцип, ова веќе го имам снимано, но повторно се враќаме. Плукна на земја, направи кал со плунката, од кал земја е човекот. И му дувна во душата и го намачка со неа очите на слепиот. Знаете, да се откажеш од телесниот принцип за да прогледаш, ни ја покажува сликата како се прогледува. Плукнаш на земјата, значи треба да се одврзеш од земјата и да направиш кал. Те ги намачкаш очите. И тие сега ќе уземат, ќе повторуваат тоа. Знаете, тоа е принцип, тоа е слика, тоа е парабола и метафора. Да се откажеш од земјата и да бидеш пратен. И му рече, отиди измии се во бањата Силоам, што значи пратен. Значи не ти што сакаш, застануваш пред Исус, бараш да бидеш исцелен, се откажуваш од земното и одиш во бањата Силоам. Така се измиваш, така се крштеваш, тогаш стануваш пратен. Тој отиде, се изми и дојде гледајки. Соседите и оние што порано го гледале како слеп. Значи тогаш ти не живееш за себе, туку живееш за Исус и ти си пратен да ги вршиш делата на оној што те прати, Таткото небесен овде на земјата, да бидеме ловци на луѓе. Да сведочиме за Божјата слава, да сведочиме, а сведоштото е ова дека Бог ни дарува живот вечен. Ние овде умираме, свесни сме веќе за тоа. Не е потребно многу ум за да разберете дека кратко трае. Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот син Исус. Тоа подразбира да се држиме до Исус, да живееме како Исус, да го молиме Исус за се, да го прашуваме Исус што да правиме, да бидеме пратени, не ние што сакаме, а соседите и оние што порано го беа гледале како слеп рекоа, зар не е овој што седеше и просеше? И однаш ќе се промените и тие викате, ама овој беше таков и таков. Имам еден стих, љубовта не помни зло, не го помни злото. Кога немаш љубов, го помниш злото. И живееш во злото, и го славиш злото. И го славиш, го живееш злото.
Штом го помниш, штом го заборавиш, кој простува, тој победува. Почнуваш да го живееш доброто, победи го доброто. Злото со добро, победуваш со љубовта. Едни велеа тој е, други личи на него, тој пак зборуваше јас сум. Тогаш го праша како ти се отвори очите. Па како ми се отвори очите, па паднав на колена пред Исуса, признав дека не можам сам, дека сум слеп. Го повикав да дојде во моето срце. Бидејќи знам дека постои духовен свет кој не го гледам, ме напаѓаше. И тој ми донесе луѓе 1, 2, 3, учејќи ме од пониско ниво, пониско, повисоко, и сега сум со Исуса. Сега тој ме учи, духот на мојот отец, он ќе ми објасни се. Како ти се отвори очите? Па еве, еден човек кој се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите. И ми рече, отиди во бањата Силоам и изми се. Отидов се измив и прогледав и стана пратен. Пак го праша, каде е тој? Исус, тој рече, не знам, а јас ќе ви кажам, во твоето срце, ако си го примил. И во моето срце, ако направиле сокровиште Отецот, ако останувам во неговата љубов. Тогаш го одведоа кај фарисеите, човекот кој порано беше слеп. Фарисеите кои зборуваат, а не извршуваат, кои седат на Мојсеевиот стол и кои го распнаа Исус. Беше сабота кога направи Исус кал и му ги отвори очите. Тие ги мерат деновите, горе има бесконечно време. Бог е се присутна љубов, нема минато, сегашност и иднина, за нас е тоа тешко да го разбереме. Го праша исто така и фарисеите како прогледа. Како прогледа? Тој им одговори, на луѓе што не разбират, ми кладе кал, на очите се измив и сега гледам. Зошто кал? Па ти си кал, човеку. Ти си кал, мислиш дека не си. И го создаде Господ Бог човекот од прав, од кал земна, и му дувна во лицето, во душата, дух животен, и човекот стана жива душа. Ти си кал без Исус, духот твој е вдахнат, духот негов е вдахнат во твојата душа и си станал жива душа. Тогаш некој од фарисеите рекоа, не е од Бога овој човек што не ја запазува саботата. Значи попримитивните верски заедници, верници слават датуми на земјата за да се подсетуваат дека постои Бог, за да бидат подсетени. Тоа го има од најраните фази, значи циклусите на плодност. Гледале во звездите, го броеле времето. Исусов слуга секој ден го слави Исус со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сета своја сила те љубам, Исусе. Тогаш некој од фарисеите рекоа, не е од Бога овој човек што не ја запазува саботата, други рекоа, како може грешен човек да прави такви чуда. И настана расправија меѓу нив. Значи, тие ги знаат словата и писмата, мислат дека го знаат Бог. Почетна категорија на фарисејство, садокејство и вавилонство. И не го познаваат, Исус го распна, го убиваат преку друг. Лицемерно, бидејќи тие не можат никого да убијат. Замислете. Па му рекоа на слепиот, ти што велиш за оној што ти ги отвори очите? Тој рече, пророке. Сите пророци ги убија израелците. Исус на едно место им вели, вашиот татко е ѓаволот. Они викат, ние имаме Аврам, го имаме. Не, вика, како беше Аврам вашиот татко. Така да иде во поклонство на одредени нации и народи. Не е во Исусовиот дух. Но јудејците не поверуваа за него дека бил слеп и прогледал, додека не ги повикаа родителите на оној што прогледа. Зошто прогледа, бе дечко? Зошто прогледа? Каде во сабота најде да прогледаш? Замислете. И ги прашаа родителите, велејќи, дали е овој вашиот син, за кого велите дека се родил слеп? Ете, степен на немање верба. И зато Исус им вели, вие доаѓате, ги проучувате словата. Значи, тој е тој момент. Мислите ќе ви дадат живот вечен. Знаете, мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене. Учењето моје не е моје, туку оној што ме пратил.
да ви дадам живот вечен. Значи, суштината е таа. Словото не дава живот вечен, ако не те учи Исус. Духот на Отецот, ако не го примиш Исус во своето срце, ако не го примиш Исус во твоето срце, како се прима Исус, па тој и го прашаа велики, дали овој вашиот син за кого велите дека се родил слеп, па како сега гледа? Пазете, луѓе што го знаат Словото, зборува за свештеници, за првосвештеници, фарисеи, садукеи кои говорат, а не извршуваат. Што не извршуваат? Љубовта. Љубовта. Родителите негови одговорија им рекоа, знаеме дека е овој наш син, дека се роди слеп, но како сега гледа не знаеме. Или кој му ги отвори очите, не знаеме. Тој е голем, прашајте го него, нека ви каже сам за себе. Ова го рекоа неговите родители, бидејќи се плашеа од јудејците, зашто јудејците се беа согласиле, пазете човечка волја, да биде исклучен од синагогата секој што ќе го признае за Христос, тоа значи Месија, пратен Спасител, избран. Затоа и родителите негови рекоа, тој е возрасен, не го прашајте го. Тоа се луѓе што мислат дека го знаат писмото. Тоа се избраниот народ, првенците кои седнаа на Мојсеевиот стол. Тогаш повторно го повикаа човекот што беше порано слеп и му рекоа, прослави го Бога. Ние не знаеме дека оној човек е грешен. Значи, тие зборуваат за Бог. Ние потоа ќе видиме, ние зборуваме денеска за татко. Исус зборува за татко. Тој им нуди поблизок сооднос. Ние знаеме дека оној човек е грешен, бидејќи земните правила не им ги почитува. А тој одговори и рече, дали е грешен, не знам. Почетна категорија, не знам јас, Исусе ти, но знам дека бев слеп, а сега гледам. Пак му рекоа, што ти направи, како ти ги отвори очите? Не бе битно како, што се правило некој тони да почна техника на исцелување. Има една интересна црква, предава некои техники на исцелување, како се исцелува. Па, те сакам, Господи Исусе Христе, само Исус исцелува. Вие го носите човекот да застане пред Исус, му го покажувате патот, му го покажувате Исус каде се наоѓа. Тајната криена со векови, дека Исус е во неговото срце. Како ти се отвори очи? Тој му одговори, јас веќе ви реков и не чувте. Пазите, со уши ќе слушаат и нема да чујат. Ете го тоа. Ти нивното си го терат, вавилонското, Каиновото, сатанското. Исус им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот. Знаете? Тој им одговори, јас веќе ви реков и не чувте. Зошто сакате пак да чуете? Да не сакате, можеби и вие, да му станете ученици. Дај Боже да му стане. А тие го укори и му рекоа, ти си негов ученик, а ние сме Мојсеевите ученици. И ова го кажувам често на една емисија. Скоро снимана во Израел, во Ерусалим. Млади израелци ги прашуваат дали веруваат во Исус, викаат не, немаме потреба ни од Исус, ние го имаме Мојсеј. Мојсееви ученици сме ние. Знаете, тоа е запишано што го мислат тие. Ние знаеме дека со Мојсеј говорел Бог, а овој не знаеме од каде. А тие го знаат како предание, да биле таму немаше да веруваат. Тоа е суштината. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Ние знаеме дека со Мојсеј говорел Бог, а овој не знаеме од каде. Одговори човекот и им рече, тоа е за чудење што вие не знаете од каде. Навистина е за чудење, велите дека го знаете Словото, го знаете Отецот, односно Бог. И Бог слегува се мокниот Бог во Исус. И вие го распнавте и го убивте. О неразбрани израелци. Мене сепак ми ги отвори очите. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Што значи да го почитуваш Бога? Па да го почитуваш, љуби го својот ближен, заповедта негова. Тоа е заповед за да преживееме, ние сме во војна, сатаната ве влечка да си ја терате вашата природа.
тоа што вие сакате, спротивно на тоа е да бидеш во Исус, да се случува неговата волја, да ја прифаќаш неговата волја, да ја живееш љубовта Исусова. Не само да зборуваш, да ја извршуваш. Љубовта Исусова. Не да ги читаш словата, тие нема да ти дадат живот вечен. Треба да застанеш пред Исус. Тоа им зборувам постојано, луѓето не го разбираат. Најчесто православни, протестанти, католици не разбираат. Полесно разбира некој што не верува, што не бил во верата. Полесно застанува пред Исус, бидејќи тие веќе мислат, имаат став. Тие се на оддалеченост од Исус. Не му дозволуваат на Исуса да влезе во нивното срце. Не и дозволуваат на љубовта Исусова да влезе во твоето срце, да те преплави. Слава ти, Господ Исусе Христе. Бог не слуша во верници, а не грешници. Оној што го почитува Бога и исполнува волјата Негова, него го слуша. Откако е веков, не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Иако тој не беше од Бога, не ке можеше да направи ништо. Тоа се однесува на секој пратеник на Исуса. Ако нема отчитување, ако нема резултати, тогаш не лови риби од десната страна и не фаќа риби. Исус им вели, фрлете од десната страна. Во сила, со Исус треба да ловиш. Не сам, не ти што сакаш, да биде волјата Негова. Слава ти, Господи Исусе Христе. Одговори и му рекоа, сиот си во гревови роден, па зар ти нас ке не учиш, и го избрка. Најлесно да го избркаш од синагогата, од црквата, од заедницата. Не слуша он, сега ќе ви кажат, фарисеот, пастор, владика попоđа и не знам што друго. Исус чуде како го истерале надвор, па го најде. Бев загубен и ме најде. Оди за загубената овца, додека не ја најде. Исус, веруваш ли ти во Синот Божи? Дали веруваш во Синот Божи? Добро прашање, некој што веруваш во некој? Нешто ми се јави вчера еден човек исто така кој има проблеми со видот од еден град во Македонија. Саат време го слушав, одел во една црква, водел на литургија, слушал проповеди, бил ваму, бил таму и на крајот ми поставува едно едноставно прашање: како да ги љубам оние што не ме љубат? Знаете, веруваш ли ти во Синот Божи? Направивме една молитва. Рече ќе дојде во Скопје да се заедно да седнеме да разговараме, значи не гледа слепе. Ми кажуваше од нељубов од неговите роднини. Како да ги љубам тие што не ме љубат? Му реков дека сам не можеш. Но ако веруваш во Синот Божи и му дозволиш да влезе во твоето срце, ќе ти даде сила да ги љубиш сите. Ние немаме доволно љубов, имаме себељубие, ние сме падната природа, ние сме спротивни на љубовта. Горе постои Божјо царство на љубов. Сите се љубат горе, на третото небо. Во тело ли без тело, не знам. А ова е царството на сатаната, на нељубов, на лага, на мраза, на себељубие. Тој одговори и рече: а кој е Господи? Дали веруваш во Синот? Па да поверувам во него. И така се помоливме со човекот. Мислам дека сети во духот видов промена во себе некаква. Промена. Дека сети мала промена. Слава ти, Господи Исусе Христе. Сети. Тој ми рече, ја читам онаа молитва, учел молитви наизуст. Кам, ајде ние една молитва да викнеме во Исуса. Да викнеме: Исусе, те сакаме. Исус му рече: кој е Господи? Веруваш ли во Синот Божи? Кој е Господи? Да поверувам во него. Исус му рече: си го видел? Токму оној кој зборува со тебе. Ќе му дозволиш и на Исус да зборува со тебе? Научи да молчиш во присуство на Бог, не да цитираш, не да кажуваш што си правил. Ти молчи, молчи и чекај. Оној кој зборува со тебе, тој рече: верувам, Господи, и му се поклони. Кому му се поклонуваш ти, синко? На парите, на председателот, на партијата, на свештеникот? На Исус дали си му се поклонил да дојде во твоето срце? Дали сте му се поклониле на Исуса? Покорете се на Господа и тој ќе ве подигне. И рече Исус: за суд дојдов на овој свет,
за да прогледаат оние што не гледаат. А оние што гледаат, фарисеи и садукеи што мислат дека го знаат Бог, да станат слепи. Тие се секако слепи, само не знаат. Бидејќи со очите не гледаат, со ушите не слушаат и со срцето не може да разберат, да се покајат, за да бидат исцелени, да ги исцелат. Го чуја тоа некој од фарисеите што беа со него и му рекоа: зари ние сме слепи? Исус им рече: да бевте слепи, греф немаше да имате. Тие мислат дека гледаат, го знаат Словото, го знаат Исус, цитираат се. А сега велите дека гледате, затоа и гревот ви останува. За суд дојдов јас на овој свет, за да прогледаат оние што не гледаат, а оние што гледаат да станат слепи. Значи на Мојсеевиот стол седнаа фарисеи, садукеи. Тие зборуваат, а не извршуваат. Ние зборуваме за живеење со Исус, чекорење со Исус, по тесната патека што води кон животот, за простување во Исус на сите, за неосудување, за покајување на гревовите на твоите предци и за исполнување и прифаќање на Божјата волја во твојот живот, каде и да се наоѓаш, што и да ти се случува, болен си, здрав си, ваму си, таму си, треба да ја прифатиш таа состојба со радост и да бараш помош од Исуса Христа, да ти даде сила, бидејќи ти немаш доволно сила, да победуваш со љубовта. Да победуваш со љубовта Исусова и да се претопиш, да пребиваш во љубовта. Мир вам до Божјо царство небесно. Ако те мачи нешто, гледаш дека светот е кинисан прудолу, последни времиња се. Излегуваат се повеќе степенот на нељубов, љубовта се излади. Можеш да клекнеш на корена, да го повикаш Исуса, да дојде во твоето срце, да им простиш на сите, никого да не осудуваш, да се покаеш за себе и за своите предци, да ја прифатиш Божјата волја и да го бараш царството Божјо. Тогаш ќе добиеш сила. Значи човекот ме праша како да ги љубам оние што не ме љубат, да ги љубиш сите, и тие што те љубат, и тие што не те љубат. Ете, тоа е чекорење, христијанин. Тоа е човек по патот, луѓе по патот. Тоа е мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Сите земни основи ке се разнишат, синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред тебе и пред небото. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. Судите неправедно во гревот пристрасно.